Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на За или против, денеска празнично и веднаш на почетокот, нека ни е за многу години создавањето на внатрешната македонска револуционерна организација. Организација која, за жал, одредени опозицијски настроени партии, личности, авторитети милуваат да ја препишуваат на одредени десни партии, конзервативни движења, но суштината е патриотизмот, суштината е идентитетот. Токму и денешниот ден е денот на македонската револуционерна организација, настрана од сите партиски и идеолошки размислувања. Нема да успеете да ја наметнете како таква придавката, бидејќи постои нешто кое што се вика индивидуален патриотизам, индивидуален концепт и перспектива на работите. Револуција, борба, Македонија, сите три збора се женска именка, затоа вечерва ќе и пристапиме на оваа празнична емисија од еден поинаков женски агол. Улогата на жената во создавањето на оваа револуционерна организација ќе биде една од првите теми вечерва, а не би можела да имам поелоквентна гостинка на темата од мојата драга пријателка, жена која многу пати ја гледате во ова студио, чии пораки делува допираат до вас, знам дека споделувате и слични ставови. Вечерва влегуваме преку оваа тема, но ќе дискутираме и за изборните резултати, а ќе разговараме и за жените во политиката, за многу женски прашања, мислам дека ќе се дискутира вечерва. Дами и господа, со вас и со мене во студиото е Ана Дуковска, председателка на Сдруженијето Јас сум жена. Ана, добре дојде. Добре ви најдов, искрено ви благодарам на поканата и ќе искористам приликата да го честитам овај голем државен празник кој е суштински дел од македонскиот идентитет. Немавме доволно место во нашиот крол, односно кајрано долу, да го прочита, да го напишеме целото име кое ја опишува и ја дефинира мисијата и визијата на Јас сум жена. Сдружение за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување, една широка перспектива. Една конференција оваа година која во досегашниот развој на Јас сум жена беше, може слободно да се каже, кулминација, ама затоа малку подоле. Ајде веднаш да влеземе со прашањето, бидејќи знам дека овие информации ги владееш во совршен капацитет. Која е улогата на жената во основањето на внатрешната македонска револуционерна организација? Не сум сигурна дека има директно учество во основањето, затоа што нели основоположници на организацијата се 6 активисти кои се мажи, но знам дека како историски факт постои дека жената има суштинско значење, можеби во позадинска некоја страна или улога, но сепак суштинска. Пример ќе кажам дека биле задолжени за третирање на повредените, имало учителки, имало преносителки на писма, пораки, така, оружје низ опасни територии. Не знам дали спомнав учителки, тајни курири и така натака. И има неколку имиња кои се издвојуваат, сега да не оптоваруваме нели емисијата со детали натака, но би ги издвоила Сребра Апостолова, која била учесник нели во четите, која била позната по својата храброст и пожртвуваност, Маслина Гранчарова, учителка и организаторка на тајни собири, тие претежно ги чувале, ги скривале револуционерите во нивните куќи, во подрумите, во шупите, во шталите во тоа време, нели? Руша Делчева поврзана со револуционерите, Дона Ковачева учителка и дел од женската логистика и еве тука сум ја издвоила и Ефимија Тодоровска која била исто учителка и активистка. И сите овие 5 кои се само мал дел од многуте жени кои биле дел од основањето на револуционерната организација
нивниот идентитет и тоа што тие го внесле во организацијата, не е само учителка и водилка на нас во денешно време за како тие се избориле за до тоа што ние денес го уживаме. И сметам дека не смеа да бидат заборавени. Значи да, Ана, ова беше многу важно во суштина, историско едно гледање и соопштување едукативно, би рекла, на имињата на овие жени кои биле логистика во тој период, кои биле под еднаква моќ и сила за имињата кои ние ги знаеме на мажите основачи. Жените кои помагале не само логистички, туку и идеолошки биле поддршка и мотивација на некој начин, така што за најголем дел од нив првпат слушнав сега или можеби сум ги сретнала низ историјата во рамки на основното образование кога сум учела, но ми е мило што ете така и признавам во суштина дека не ги знам голем дел од нив. Верувам дека ќе се служи јавноста, така што ни е важно да ги чуеме и да сме свесни како популација генерално што овие жени правеле во време во кое било исклучително тешко да бидеш јавен поддржувач на едно вакво движење. Како и да е, енергијата женска е мека, меѓутоа е цврста. Таа е суштинска, таа е темелна. И таа трае, таа е долгорочна, така и се планира, така и се одржува, така и успесите ги постигнува. Зошто ова го зборувам? Бидејќи компарацијата или символиката на овие зборови, па и надоврзувајќи се со овие жени кои ги споменати во одговорот на првото прашање, развојот некако го опишува и на Сдруженијето Јас сум жена, имено од една идеја која скромно почнува пред 4 години со глобална лидерска женска конференција практично Јас сум жена, за да потоа прирасне и во Сдружение и за да кулминира на некој начин оваа година на крајот на септември со една брилјантна женска конференција на која што имавме и прилика да ја запознаеме и слушнеме Кимберли Флечер, која што е една од најзаслужните американски мајки, еве вака најпрактично кажано, во победата на Доналд Трамп, жена која рамо до рамо со него учествува во советодавните моменти на носење на значајни закони на тема жени, мајки и слично. Таа е претседателка на мајките за Америка, таа ексклузивно македонската јавност ја виде благодарение на Јас сум жена, односно на контактот што ти го направи со неа своевремено во Америка. Тука уште една мала дигресија. Ана, најголем дел од јавноста знае дека се врати по неполни 20 години живење и престој во Америка како американска државјанка, си се врати дома за да твори дома, да создава и да помага, и токму овде се надоврзува и приказната со Кимберли Флечер. Од овде натаму ти ја припуштам палката на представувањето на значењето на Moms for America или мајките за Америка и генерално што беше поводот што Флечер дојде тука. Една само мала корекција, американски и македонски државјани. И првенствено македонски државјани. Така е. Американското државјанство буквално го зедов во среда и саботата бев на авион за да си дојдам тука. Се чекаше уште тоа за да се вратам тука и да си продолжам со моето живење и делување од Македонија. За Кимберли Флечер, да, јас ја запознав незе во февруари оваа година и на моје големо задоволство ја прифати поканата од прв пат во првите 45 минути од нашиот разговор и буквално со самото моје учество на подкаст во кој ме покани Дента, на подкаст ја поканав и ја прифати поканата, мислев дека ќе биде нешто како ајде дека е на екран, па нема да се чувствува непријатно да ме одбие, но си остана до зборот. Што е зачудувачки сериозно, Ана, бидејќи навикнати сме некако тука во регионот, Балканот, па и Македонија, да одредени политички фактори се чувствуваат како сериозни звезди, па и тешко се доаѓа до нив. И сега одеднаш ти имаш во 45 минутна можност разговор со Кимберли Флечер, договорено доаѓање во Македонија и настап на конференцијата. За неверување дури. За неверување. Добро. Конференцијата помина прекрасно. Оваа година навистина се согласувам со вас дека беше
кулминација од досегашните. И сега сме во фаза како здружение како понатака ќе го одржиме овај континуитет, што е малку застрашувачки, но истовремено имаме голема мотивација за да продолжиме понатака, нели? По стапките на тоа што до сега го градиме, што значи организацијата расте, се шири, се зголемува, истовремено ги зголемува и своите делови на делување. Со самото доаѓање на Кимберли не беше нејзиното доаѓање тука само повод нејзиното гостување на конференцијата како главен говорник или последен излагач на конференцијата, туку и неколку дена подоцна во Охрид направивме пресконференција која беше проследена низ цел свет, каде што се обзнани дека од Охрид, од Македонија се обзнани дека нејзиното движење Мајките за Америка ги шири своите рамки на делување низ цел свет на глобално ниво и таа приказна ја почна токму од Македонија. Зарема можно? Зошто? Да, би сакала да ја кажам и причината зошто. Во излагањето на Кимберли забележаа сите дека оваа организација се темели на конзервативни, традиционални, религиозни вредности и појдовна точка поради која одлучивме заедно по мој предлог да биде тука, затоа што ваков беше разговорот. И кажувам на Кимберли, можам да ја замислам през конференцијата, каде што ти кажуваш од поаѓајки или инспирирани од мисијата на апостол Павле, кој по повик од човек од Македонија пристигнал во Македонија за да го шири христијанството низ Европа. И првиот човек на кој што наишол и го покрстил била македонката Лидија, која пак продавала лилави шарпи, тоа и било занимање, лилава е бојата на Мајките за Америка, значи преголема символика има во сето ова. Ние инспирирани од таа мисија дојдовме тука во библиска Македонија, земја спомната 38 пати, втора земја после Израел спомната во Библијата, да продолжиме оваа мисија. И со самото тоа што го кажав, Кимберли рече дефинитивно Македонија ќе биде локацијата. Така што таа ни беше една од многуте точки на кои се поврзавме и покрај тоа што ја одржавме таа пресконференција во Охрид, во градот кој што има на 365 цркви, или си сакаме да си кажеме по една црква за секој ден, бидејќи нели јас сум од Охрид по потекло, па не сум пристрасна, само ми е најубаво место на светот. Се разбира. И имав можност да ја прошетам низ Охрид, да ја ги покажам убавините. Се сретнавме и со новиот митрополит Ѓорги, преку кој што успеа да слушне за значењето и важноста на религијата и верата во Македонија. Ја однесовме да ја виде и црквата Перивлепта, каде што има многу автентични и ретки фрески кои ги нема никаде освен тука во Македонија, каде што се обележува почетокот на христијанството. И излеговме од таа средба и од тој момент од црквата полни со енергија за после тоа да го пренесеме на пресконференцијата. Во склоп на нејзиното присуство тука во Македонија имавме можност да оствариме и средби со представници на државни институции. Тука ќе ги издвојам министерот за надворешна политика, Тимчо Муцунски, со министерката за образование Весна Јаневска. Имавме посета во ГАК и со средба со директорката Ирена. Со тоа што беше интересен момент кога испомна во агендата, ти ставив и посета кај мајките и бебињата и беше нејзе таков еден емотивен момент. Ми вика зошто болница, и викам за да ги видиш мајките и бебињата во Македонија. Така што низ тој разговор со директорката ги дознавме кои се предизвиците со кои се соочува македонското здравство, па и
предизвиците на демографијата во Македонија и како јаготка на шлагот беше средбата со премиерот. Да не ги занемарам, исто имаше средби и со претседателката на Унија на жени Жаклина Пешевска во склоп на владата, нели како претседателка на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените. И средби со други чинители кои како и градоначалникот на град Охрид, на кој му изрази поддршка, и градоначалникот, идниот градоначалник на град Скопје Орце Ѓоргиевски. Во незиниот престој си замина полна со енергија и со силни впечатоци за Македонија, и кога се испраќавме на аеродром, незините зборови беа: сега знам зошто имав натрешна енергија и елан, дека од Македонија има причина зошто да почне ова движење. Значи, зборуваме за жена која е буквално ветер во грб на Трамп. Да. Жена која без никакви двоумења и никакви особени протекции или притисоци или лобирања не дојде туку апсолутно спонтано, а цела организација и целиот начин на делување и средбите, се тоа е една сериозна неформална дипломатија, ако се сложуваш. Абсолютно. И мислам дека ова се начините и мостовите кои би требало како држава да ги стимулираме и да ги поддржуваме, бидејќи ваков тип на дипломатија, еве, преку јас сум жена, преку тебе како Ана Дуковска, со Кимберли и други вмрежувања со други држави, може многу да и помогне на позиционирањето на Македонија на меѓународната мапа како, нели, иако мала, сепак стабилна држава. Ова е сериозна вест. Ако мене ме прашува некој, така што мислам дека за жал за нас како јавност и како граѓани, ваквите посети, ваквите признанија не освестуваат за тоа колку треба да си ја сакаме земјава и како треба да си ја сакаме, колку и како. Бидејќи на тема патриотизмот се уште имаме што да учиме, ако судиме според она кое што го прави и делува Кимберли Флечер на територија на САД, да речеме, и воопшто незината амбиција за ширење на мрежата. Ако имаме уште нешто што сакаме за Флечер да дополниме. Ако ми дозволите да се надоврзам само со една реченица. На таа пресконференција се обзнани дека во Македонија се одржа првиот состанок на кој присутни беа 6 представници од 6 држави, а вкупно ова е важно. А вкупно броиме 17 држави, представници на 17 држави кои се приклучија на новото движење кое беше обзнането од Македонија, кое се вика Мајките за слободата во светот. Заборавив да дополнам, можеби затоа што сметам дека не е релевантно или не сакам да се експонирам, но основачи на тоа ново движење... Јас ке го кажев ако не. На основачи на ова движење сме Кимберли Флечер, Рейчел Скат и јас. Значи, така, ние три сме основачи, сите останати се членови кои се приклучуваат кон ова движење и заеднички со кои ќе продолжуваме понатака да го шириме низ цел свет. Се Австралија, Ел Салвадор, потоа има Романија, мислам дека... Ирска, Исланд, ова се само дел од земјите практично. 17 земји сега, извинете, ја немам ни целата листа да не погрешам, 17 држави кои застануваат зад идејата на ова движење, кое во суштина, според, бидејќи Кимберли Флечер, јас имав можноста благодарение на Јас сум жена и на тебе да имаме ексклузивно интервју со неа во една друга емисија, во Алфа подкастот, во кој визијата и мисијата на Мајките за Америка е меѓу другото Race Patriots, која е многу полесно да се каже на англиски отколку на македонски, значи одгледување или растење патриоти. Што значи патриотизмот во современа смислана? Сега вака да ја продолжиме и да ја прошириме темата на дискусија апропо денешниот ден и она со кое што почнавме. Имам впечаток дека кога ќе се спомена патриотизам во современото живење, тоа се доживува како уназадување на размислувањето, како некаква застарена ултраконзервативна позиција на умот и така натаму и благодарение условно кажано на ваквите типови на наметнување на доживувањето на патриотизмот,
Ние и се плашиме да бидеме патриоти, и се плашиме и да кажеме колку си ја сакаме земјата. Односно, повеќе стравот беше доминантен изминатите 80 години, веќе сега гледаме дека е полесно и пеачите да си го користат името Македонија во песните и полесно да си настапуваат, па и да се израдуваат на тема успеси спортски репрезентативни во државава и така натаму, да не се навраќаме на тој период. Ајде, дали е патриотизмот како чувство или и како идентитетска состојба во криза? Што е денеска патриотизам? На кратко само ми дојде да се насмевнам сега кога спомнавте дека и пеачите немаат страв да го користат името Македонија, па дури и опозицијата која го промена името во кампања го користеше името Македонија наместо придавката која бесмислено ја наметна. Да, имаше шеги дека еден дел од СДСМовските спотови кои се емитуваа, можеби ги правеле ВМРО ДПМН, имаше разни шеги, така што. Да, добро. На тема патриотизам, појдовна точка секогаш ми е: не прашувај што може државата да направи за тебе, запрашај се што ти прави за државата. Ние како државјани не само што имаме право да ги уживаме правата кои ни се пропишани по устав, ние треба да имаме и одговорности. Одговорностите се сведуваат првенствено во учество во изборните циклуси. Затоа што наше неприкосновено право е дека треба да го употребиме нашето право на глас. И ја разбирам оваа апатија која владее сега, но 46% излезност во првиот круг. Да, ја разбирам апатијата, разбирам дека 34, уште малку 35 години како што државава е официјално суверена држава, дека има сериозни пропусти во која и да е влада. Не заземам политичка страна, ова зборувам генерално. Така што разбирам од една страна, но од друга страна не треба да бидеме повлечени. Сега сум разочаран, нема да гласам. Не сме такво нешто да постои. Како да го промениме тоа? Факт е дека погласни сме на социјалните мрежи и знаеме да лоцираме и каде треба и каде не треба одговорност, а можеби изминати 2-3 циклуси не сме се појавиле на гласање. Тогаш пред самиот себе треба да си искрен како човек, како граѓанин, дека правото за револт ти е од старт или од самиот почеток ти е изземено, бидејќи ти не си одговорен, бидејќи не си излегол да гласаш. И тоа е факт. Тоа не е воопшто нешто кое што треба да не... Кога ти немаш одговорност да излезеш и да ја земеш работата во своји раце и да направиш она што е твое право и обврска за подобро утре на државата, тогаш немаш право ни да критикуваш. Точно. Истото ќе го кажам. Како да го промениме ова? Вчера прочитав еден интересен статус од еден многу близок другар кој е политиколог. И можам да кажам со самото читање од старт реков кај да го потпишам ова. Значи се согласувам 100% со тоа. Со тоа што тој во неговото неформално изнесување на своето мислење кажа дека би сакал гласањето да биде задолжително и со закон обврзано и би сакал да се вметне систем пред избори да секој мора да се регистрира. Без разлика дали живее на територија во Македонија, надвор од Македонија, еве јас до средина на оваа година бев надвор од Македонија, си се проверив по список каде сум, на гласачкото место ме најдоа во другиот список, бидејќи до вчера, што се вика, гласав надвор од Македонија и пак бе во можност да учествувам во избирачкиот процес. Така што тоа задолжително регистрирање пред изборите не само што ќе го сега како што е популарно кажано да го прочисти списокот, туку и ќе го верифицира дека ова е точната бројка на гласачи. А секој полнолетен кој нема да се регистрира и нема валидна причина зошто не е регистриран, треба да сноси одговорност. Што би значило како во некои земји би било санкции по повод скратени права.
Затоа што ова е многу интересно. Има повеќе држави, знам дека и во Америка има не во оваа драстична мера во која сега јас ја пропагирам, да речам, во поддршка на тоа што го прочитав од мојот пријател политиколог, туку знам дека има повеќе земји, сум ги читала, простете сега немам конкретен пример да ви дадам, но знам дека постои такво нешто. Така што мислам дека може би грубо ќе звучи, ама кога не можеш милум, ќе мора силум. Да се воспостави тоа практикување на законите, и ова не важи само за гласањето, туку важи за повеќе работи во Македонија. Системот ни е разнишен, сме збореле многу често на тема систем. Дури мислам последното гостување тука ни беше темата системот во Македонија. Така што мислам дека кога веќе сме дојдени до ситуација кога единствено решение за овај систем е ресет и почнување од почеток, да ги средиме сите работи. Апсолутно, да. А оти некако е нефер кон државата која ти дава можност да се родиш тука, да растеш, те едуцира и така натаму во еден даден момент ништо да не се потрудиш да направиш тука за неа, со своите блиски, туку да едноставно ја напуштиш или да се однесуваш неодговорно на тема гласањето, а тоа не ти е само право, туку ти е обврска. Така што да, тоа можеби и јавноста, некои експерти нема да се сложат, меѓутоа тоа е начинот. За да направиме здрава држава и вистински да придонесеме, тоа е начинот, мора да биде. Да си сносиш тогаш одговорности ако не гласаш и никому ништо. Јасно. Многу интересна тема. Ветувам дека ќе ја прошириме како дебата и секогаш може да биде актуелна, и пред вториот циклус, а и генерално е една интересна иницијатива. Се надевам ќе допри до оние кои треба да работат континуирано на измени на изборниот законник. Како и да се вратиме на онаа женска енергија, револуционерност и борба, има многу жени кои зад завесите се поприсутни, а се многу силни, создаваат многу, оставаат силни белези, творат тука и сега, ја представуваат надвор Македонија. Такви жени јавноста не секогаш ги знае сите, не секогаш успеваат да излезат пред целата јавност, пред камери и така натака, но не значи дека не постојат, напротив. На такви жени, јас сум жена, им додали признание за време на последната конференција, ги нарековте амбасадорки, женски во различни сфери, здравство, рурална жена и така натаму. Тука ти го оставам повторно просторот и времето и минутите да ги представиш, бидејќи заслужуваат внимание. Има жени за кои јас не знаев колку имаат постигнато, а тие се, не знам, имаат направено многу повеќе колку сите политичари заедно, можеби. На одредени теми, да, апсолутно. И заслужуваат внимание, да ги сакам да ги чуеме со име и презиме. Секако. Вака, тука би се надоврзала на претходното прашање, заедно со ова, на темата што е патриотизам. Патриотизам не е само да вееш знамења, да пееш патриотски песни, да кажуваш дека не ја прифаќаш наметнатата придавка. Сето тоа го правиме. Но тоа не е доволно за да покаже човек дека е патриот. Патриот човек е, според мене, сметам дека е секој што придонесува нешто за подобрување на државата. И сметам дека патриотизмот е, како дефиниција, сметам дека е секој човек кој се грижи за своето парче земја кој го има, да го одржува, да биде чисто. Сето свое знаење кое го стекнал, ќе го сподели со другите, сите своји контакти несебично ќе ги сподели, да му помогне на некој за да се унапреди или да направи нешто друго, да му помогне во развој на некоја идеја. Сметам дека патриот е секој што и покрај тоа што излегол надвор и се едуцирал, створил професија, кариера надвор и се вратил во Македонија да го придонесе тоа за
обнова и унапредување на државата. Сметам дека патриот е секој што ќе направи некои интересни, да речам, програми или проекти кои ги видел како успешни надвор да ги имплементира тука за нашата земја. И затоа дојдовме до идејата за амбасадорки, затоа што овие 9 жени кои ги одликувавме со титулата амбасадорка, сите тие тоа во својот домен на делување го прават за државата. Бидејќи посакавте да ги спомнам со име и презиме, заслужуваат внимание. Секако, амбасадорка за женско здравје Сања Саздовска, амбасадорка за ментално здравје Вишња Дурацовска, амбасадорка за рурална средина е Билјана Митревска, амбасадорка за иновации и технологии Марија Ѓоргиевска, амбасадорка за уметност Дарија Андовска, амбасадорка за мајчинство и семејство Марија Михајловска Јанкуловска. Кого ќе испуштам сега? Амбасадорка за предприемништво Габриела Кулебанова, амбасадорка за финансиска писменост е Јасмина Христовска. Знам дека има уште една и ќе ми прости, ама нема да ми текне, и амбасадорка за деца Анастасија Анастасова. Анастасија има 11 години и мора да си признам уште сега самото незино спомнување ми буди многу емоции, затоа што нашата парола е биде инспирација за идната генерација жени, а Анастасија е баш тоа, идната генерација. Таа една која што ја испуштивме сигурно ќе ни текне до краја и сум сигурна дека и да не ни текне, односно да не се сетиш, нема да замери, бидејќи добро и вака што се сеќаваш на имињата, мислам да ги кажеш, без да ти се запишани никаде. Јас искрено им се поклонувам на овие жени и уште повеќе на идејата на Јас сум жена да ги одликува на овој начин. Мора да правиме многу куса пауза за реклами, но пред да правиме ја најавувам следното прашање, односно го најавувам. Спомена за женско здравје амбасадорката, спомена за ментално здравје. Тоа се едни два концепти кои апсолутно некако одат рамо до рамо со патриотизмот. Сега нема доперна точна или директна конекција, односно точка, меѓутоа се многу важни ако жените не се чуваат себе си и не внимаваат на своето здравје и ментално и биолошко, тогаш како би биле плодни или репродуктивни, како би допринесувале за одржувањето на демографијата, за да се множи оваа прекрасна земја, да се множиме како македонци. Значи сето тоа е на некој начин врзано, но првично заради индивидуалното здравје и чувањето на себе си. Месец октомври е денот, розовиот месец, не денот, туку месецот розов за борба против рак на дојката. Ноември доаѓа месец на борба против насилството, врз жената се разбира, и некако ми пречат овие месец на ракот, месец на борбата. Сметам дека тоа е начин на живота, не треба да ги размислуваме во месецот. Значи, минутите за одговор се твои, веднаш по рекламите, останете на Алфа. Добре дојдовте назад, да не е за многу години денешниот ден, за оние кои сега се вклучувате. Разговараме за македонската женска револуционерна енергија некогаш и сега. Како сега се обидуваат жените да придонесуваат за подобра Македонија? Не волку општо, дискутираме на конкретни сфери, за конкретни правци на делување. Вечерва во За или против е мојата драга пријателка и репрезент на женската сила и енергија, жената која после неполни 20 години живење во Америка си се врати дома во Македонија, тука создава, од тука делува и действува. Ана Дуковска, председателката на Јас сум жена, вечерва овде. Ана, стигнавме до темата колку знаеме да вистински се грижиме за себе како жени, во здравствена смисла, пред се биолошка, потоа и ментална во смисла на не да се работи на елиминирање или констатирање на црните статистики и бројки во месец октомври, месецот на борбата против рак на дојката, или месецот ноември кој предстои за жал за борба против насилство врз жените. Фемицидот во Македонија е тема
и за жал е црна статистика која некако нема впечаток дека се намалува, туку напротив се расте или па е повидлива само заради овој технолошки развој и можности да се гледа како да делуваме женски за секојдневно да оваа борба ја водиме условно кажано, да не биде октомври и ноември, нели? Па тука пак се надоврзуваме на дефиницијата за патриотизам. Патриотизам истовремено е и поддржување, давање поддршка на сите жени кои се жртви во овие категории, како што ги спомнавте, и жалосно е што се сведува овие 2 месеци, како примери сега што ги извојуваме, дека се сведуваат на статистика. Затоа што не треба да се гледаат како бројки, туку треба да се најдат изворите кои се причинители на тие, да почнеме едно по едно, затоа што се две различни работи, но ги зборуваме нели заедно. Жените кои преживеале рак или кои биле веќе жртви на рак на дојка, треба да видиме кој е причинителот. Значи мора да има повеќе настрана од генетските работи, мора да има и нешто што општествено, атмосферски може би влијае на нивното, на придонесување до да речам, стигнување на таа диагноза за понатака лечење и се пропратно што следува. Но мислам дека ако тргнеме од моментов на сега ќе направиме една кампања или акција, символично да го значиме со розови балончиња, со машнички, што не велам дека е погрешно, но истовремено не е критика, туку е апсолутно, но истовремено мислам дека фокусот треба будење. Да, фокусот треба да биде насочен кон превенција, едукација и превенција. Има една интересна работа која сакам да ја споделам со пријателка моја која беше панелистка на првата конференција, Стефанија Димеска, ќе ја поздравам. Таа работи како пилот во Италија. И беше дојдена тука на неколку дена и се сретнавме и разговаравме и ми кажува, вика, нешто што многу силен впечаток ми остави во Италија е во цел месец октомври има едно невладино здружение кое се занимава со тема рак на дојка и розева тема, така ја викаат. Започнале кампања во воз, додека возот оперира и се движат патници, нели, од точка А до точка Б. Во тек на самото движење, представници од ова здружение, кои се доктори и специјалисти на таа тема, вршат прегледи и ги едуцираат патничките. Феноменално. И кампањата им се вика "Запознај жена". И тоа многу ми остави силен впечаток и си викам, па таква кампања ни треба. Наместо розови машнички, розови балончиња. Треба да се направат мобилни станици, треба да се обезбеди превоз од жени кои живеат во рурални средини, да можат да дојдат во средините каде што има или најблиската болница или амбуланта, за да се извршат децентрализираат таму прегледите. Да. Или да се направат... Има и такви иницијативи кои уште не се живи, за жал, ама веројатно треба време малку. Така, но сакам да кажам дека преку со одликување на овие амбасадорки, нашата идеја и понатамошни активности се да спроведуваме такви реални кампањи кои би придонесле кон реални решавање на реалните проблеми. Значи, тоа беше целта на амбасадорките и секако да го прошириме делокругот на нашето делување, но не е најмалку важно и мајчинството и демографијата во Македонија, затоа што сме свесни дека е во сериозен пат и тоа што власта која моментално или политичката партија која моментално е на власт е демохристијанска и насочена кон демографија, за што сериозно се радувам. Политиките кои се кон насока на подигање на демографијата или изголемување на наталитетот, не значи дека жените ги гледаат само како машина за раѓање деца, туку сакаат да го скренат вниманието дека настрана од тоа што имаш
кариера ти треба да бидеш и мајка, затоа што самото биолошко твое присуство на земјава е за да носиш друг живот, значи да се репродуцираш. Така што има одредени структури кои покажуваат со прсти, кажуваат дека со овие политики власта ја третира жената како машина за производство на деца, што е апсолутно погрешно, мислам, не е. Но сакав да се надоврзам, ако може накратко, во склоп на нашиве активности склучивме соработка со две здруженија. Едното здружение се вика До бебе по пат на инвитро со представничката Наташа Божинов и беа приклучени на оваа конференција и заедно работиме на развивање на програми кои едни со други се поддржуваме и заедно би работеле на поддржување на оваа агенда. Да, они се и дел од таа цела иницијатива на зголемување на бесплатните инвитро операции, практично од 3 на 6. Сега се 6. Да. И другото здружение, Не си сама, и прекрасната Марија Петровска, која третира темата за насилство на жената, што доаѓаме нели до вториот дел за ноември месец, или тие активизам за стоп против насилство во жената, кој не се сведува ова само на домашно насилство, семејно насилство, во фаза на фемицид и така натака, туку зборуваме и во насилство што се може би погрешен збор е насилство да се каже, но имаме и политички притисок врз жени или напади врз жени кои се активни во политика и така во обид да се заокружи приказната со еден збор, се користи тој термин, но и е насилство. Притисоците политички, сајбер напади од типот на сексуални содржини, секакви други е апсолутно опасно. Како е испланирана кампањата еве конкретно во оваа насока, бидејќи јас сум жена, ќе биде поддржувач или ќе биде соучесник во оваа? Па сега сме во фаза на развивање на креативни идеи, така што ќе оставам да дојде месец ноември, па јавноста да сведочи директно за што сме подготвиле. Завршуваме тука со уште едно прашање, бидејќи толку е времето, и генерално мислам дека ги опфативме сите теми планирани, со исклучок на некои пополитички прашања што ги оставив за крај, но ќе немаме време. Како и да е, не може да не се споменат жените во политиката. Ја спомена политиката, она што е изборен резултат од првиот круг е дека популарните периоди во кампањата жени, дел од нив, половина од нив успеа да влезат. Например, кандидатката веќе стана градоначалник за Кисела Вода, Бети Стаменковска Трајковска, што се однесува до кандидатите на ВМРО ДПМН, сега зборувам. Во втор круг во водство влегува Марија Нацева за Неготино, Наталија Димитриева за Демир Капија. Не влезе Каја Шукова, кандидатката на СДСМ за град Скопје, но не влезе ниту Маја Мојсова Миовска. Во вториот круг таа беше кандидатка исто така на СДСМ за Карпош. И сега, генерално, ова е само како една хронологија, генерално се уште е дебата во Македонија процентот на жени во политиката. Тоа е нешто кое што зависи од нас како жени или е одговорност на машкиот свет во политичките одлуки? Па мислам дека треба да биде рамноправно одговорноста на двете страни. Затоа што сме 50-50 присутни со исти потенцијал и капацитет на овој свет. И се бориме за рамноправност, мислам, во самата мисија на Јас сум жена јасно е изразено дека ние сме поборник за секоја жена да биде присутна на секое можно место во општеството, спрема своите квалитети, спрема своите квалификации, но никако врз база на привилегија само затоа што е жена.
Да, одлично кај. И баш ке се надоврзам на статистиката која споделивте за изборите. Имаше и други жени кои беа во трка за градоначалник, некои беа независни, некои беа од помалите политички партии, кои не успеа да влезат во вториот круг. Но се радувам дека ете барем една е сигурна, а две имаат потенцијал да бидат, значи има можност да добиеме 3 градоначалнички. Да. Така што се надевам дека ова ќе биде мотивација и за другите со аспирации и со квалитет и квалификации, па и можности да можат да менаџираат еден град или една општина, дека ќе се охрабрат и на следните избори се надевам дека ќе биде поголем бројот. Искрено, не дека сум пристрасна од женска страна, туку затоа што сметам дека за се да биде балансирано во едно општество треба да има подеднаква присутност од двете страни. Не би го расипувала овој краен твој дел од пораката, би го оставила вака да заврши, бидејќи не се работи за феминизам, туку само се работи за пристап и право на еднакви можности. Мислам дека доправме една многу интересна тема, мислам дека и влеговме на истата од еден поинаков агол, баш на денешниот ден. Јас ти благодарам што вака празнично ги сподели сите овие убави вести, па доста зборуваме само за некакви корективи кои мора да се направат. Време е да си споделиме фини информации. Ана Дукоска, ти благодарам што беше вечерва дел од За или против. Благодарам за поканата и честит празник уште еднаш. Почитувани, имајте убава празнична вечер. Се надавам уживавте во едукативна, информативна, аналитична дискусија вечерва со Ана Дукоска. Се надавам дека ќе имаме што повеќе можности за вакви убави женски муабети во За или против, иако е исклучиво политички магазин. Останете на Алфа и пријатно.